и ова недела, драги мои, продолжуваме да патуваме и да откриваме интересни концепти. Овој пат ќе патуваме низ Вселената. Како? Па јас не сум баш сигурен. Ајде, да видиме. Здраво, добар ден, господја. Добар ден, повелете. Треба да се видам со Спасе. Спасе дали е тука? Спасе не е тука, Спасе е во Охрид. О, Ние сме тука. вие сте тука. А Така. вие сте? Јас сум неговата мајка. О. Кога он не е тука, јас сум тука. А вие сте одговорната тогаш? Така. Се што треба тука сте. Секогаш мислам оти мајките се шефиците што се овие жените што држат како да кажам, Контролата. да, Така бизнесот, работата и се тоа. Така. Епа мило ми е што ќе ве запознам. И мене ми е. Одлично. Едно прашање. Повелете. Колку години постоите? Од јас имав прилика да се запознам со Спасе. Така. На брзина, беше во Зимзиленд, преше бургерите исто така и тога, и му кажав оти ќе поминам. Ама немав време да имаме поголем разговор. Затоа денеска сте тука. Супер, ќе ми кажете све, сите тајни Па, од Спас, од Спейс, Space Спас, Burger. Спейс, Спас, не знам како го викате. Така, Space Burger. Добро. Па, Space Burger постои 4 години. Во јануар направивме 4 години, значи петата ја почнуваме. Океј. Добро функционираме, добро сме прифатени, ги сакаат нашите бургери, интересни се, ги имаме мини бургерчињата мали кои што ги правиме како кетеринг за рогендени. Малечките, Така, мини имам бургерчињата прилика да ги кои секојдневно ги правиме за рогендени, за секакви прилики. Точно така, окей. Големите бургери ги сакаат, во боја се, секоја боја. Видов тоа, имате палета на боја. Так. Чудо, навистина за бургер така да ви биде малку шарен, да кажем црни, црвени, жолти и све тоа. Малку е чудо. Луѓето како го прифаќаат това? Па мислам ти после 4 години го прифаќа, ама го ајде. прифаќаат и дури ако ја нема таа боја што ја наумиле да го јадат бургерот, комплетно менуваат на друг бургер, окей. затоа што таа боја ја нема. Бојата е прехрамбена органска боја за торти и колачи, значи е органска бојата. боја, да. Вкус и мирис лепчето нема. Тоа е бриош лепче кое што е само обоено. Лепчињата вие ги правите или Не ги прави фурна. Не за сме на- толку, да. Не сме толку. Немаме тука фурна. Добро. Ни ги прават специјално за нас, значи секоја боја го асоцира составот што е внатре. Посебен. Добро. Значи Yellow Star бургерот е yellow затоа што има чедар кашкавалче. Океј, чедар, жолт, да. Така, точно жолто е кашкавалчето. Ред марсот затоа што има љути феферони и ред ја сосот црвен. Блек холот е блек затоа што има димена сланина одозгора. Знаете, плюс ми зборите, плюс ги почнуваат да ми тече. Да, тука се Ја мене ми бургерите. се јади, сакав да. Тука се ќе Тука влезе, се- така е, тука се Да видам како ги правите, може ми покажете? Може. Одиме Така, во кујната да видиме како се прават. А, Ајде. повеле. Охо. Повелете во кујна. Фала ви. Епа, ајде покажете ми како ги правите Сега ќе го правиме- прекрасни бургери. Ајде. Така, сега ќе го правиме Yellow Star бургерот, Гледаме кој еден што е жолт. со чедарче и ќе правиме еден Црвен. комет. Црвено, Еден. жолто, боите на Македонија, Македонија. така Ама е. обавезно. Така Ете е. така, супер. Сега ќе го правиме Yellow Star бургерот. Океј. Вие ми кажавте оти лепчињата се бриош од сега. Бриош лепче, Бриош посебно. така. Само бојата е Бојата е прехрамбена органска боја за торти и колачи, која што вкус и мирис нема. Само се Можам обоја. да си дозволам да земам едно лепче Так. и да
Навистина, да? Чудо. Ми изгледа така. Боите, малку ми се... Така. За Yellow Star бургерот користиме Yellow сос. Да, кој Yellow што- сос. Кој што сами ги приготвуваме. Тоа сега да ви се кажам, да ви наши- прашам, пардон. Така. Што има внатре? Мајонез, сем, кетчап и зачини, кој што Окей. секој сос ние со различен Зачини. додаток. Окей. А ова? Ова е комет бургерот кој што има пикл сос Окей. и тоа е исто мајонез, сем, кетчап, блендирана пиклс, крставичка и така. Сите сос се различни, ама базата ви е мајонез. Мајонез, сем, кетчап Окей. ни е базата, ама сите имаат по нешто додаток по кој што се предпознатливи. Точно. Значи, во Yellow Star бургерот ставаме марула. марулче Окей. и во кометот ставаме марулче. Окей. Кометот е од премиум бургерите во кој што не оди кромит. Аха. Тука окей. не ставаме кромит. Во премиум Во бургер нема премиум кроми. бургерите немаме кромит. Добро. Само- Имате и вегетаријански, имате нешто Имаме- посебно. Дали има свинско месо во вашите бургери? Во- Или во- се 100% од биф, од... 100% јунешка ни е плескавицата, Добро. а за љубителите на свинско имаме димена сланина како додаток. Аха, окей. Имате и пилешко? Имаме пилешки бургер имаме, кој што се вика full moon, имаме пилешки поховани. Поховани. Криспи чикен. Со риба? Не правите Со риба не. Со Добро. риба имаме само туна салата, Добро. цезар салата имаме, тостови, Окей. ладни сендвичи, така да Па имате појадок имаме. сите вкусови, од имате за Имаме, сите. така. Браво. Значи, ова ни е спремно, сега да ги Да, спремиме да. плескавиците. Плескавиците. Одиме да гледаме Така. како се пече. Ајде. Видов, ги подпековте бургерите. Тоа е Чисто тоа. како треба, гледам, сочни се. Додадовте еден со Yellow чедар, чедар. како бе јело, добро, Така. обавезно. Ништо Тоа не е ставате поиќе, сега е толку. завршено ова? Тоа е завршено А и другиот ова е бургер? со бело топено сирење, карамелизиран бело топено кромит. сирење Така, и карамелизиран бело топено кромит. сирење, карамелизиран кромит, тоа е кометот. Охо, комет, Тоа е комет. тоа. Тоа треба Така. да биде превкусно. Така. Фала ви многу. Оу. Молим. Може да ги дегустирате. Ајде имаме комет, Така, имаме тоа е кометот и ова е Yellow Star бургерот. Yellow Star бургер. Сервирате со помфрит или има нешто? Да. Да, Сега супер. ќе ставиме помфритче. Океј. Сега како ми кажавте, секој бургер си има посебен сос, Така. посебно месо, посебен гарнир. Така. Затоа сите се од различни бои. Ајде ќе разговараме уште тоа малку на маса. Во време јас ќе пробам вашите бургери. Секако. Оди чекам од вај. Навистина, многу ми изгледа така сочни. Како се кажува така, многу ме привлекуваат. Ајде, немам друг Така. збор. Навистина, Не може да се дојде тука а да не се проба спейс бургерот. има квантитет. Видов претходно, правите така еден со чикен, не знам, како беше. Тоа беше огромен. уран, Како вика? уран. Уран бургер, каков беше Да. тој. Вау. Одиме на маса? Одиме. Да, ајде, Повеле. одиме на маса. Ке лапаме. Секогаш кажувам ти сега е најубавиот дел. Делот каде ќе пробам. Се седнав јас, чекам да вие да ми го исечете на половина. Отива, ова треба голема уса за да се јаде. Така, А? големи се, да. Браво, мама, прекрасно изгледаат, навистина. Сега ќе видиме внатре како се. Уште попрекрасен е вкус. Јој. Не, оп. Преубаво. Јас ќе почнам, извините. Повелете, добар апетит. Добар, фала ви многу. Јас сакам уште да ми објасните малку Повелете. повеќе за местото, за бургер. Како ви дојде идејата, дали
е вашата професија? Дали синот, дали нешто малку Не. повеќе за вашата приказна? Немаме ние професија во угостителството, меѓутоа мојот син имаше преголема желба да отвори бургери, само желбата беше да бидат поинакви од сите останати бургери. Ама мислам ти успе тоа, да. Така, дојде до тоа, успеа до тоа да бидат специфични, значи не се како и сите други Секојдневно, бургери. да. Значи, тоа е тоа, успеа во идејата, побарувани сме на пазарот, доаѓаат луѓе. Ќе секогаш кажувам тоа, извините што ве прекинам, Така. или правите нешто исто како другите, или го продавате поевтино, или правите нешто различно и тогаш сте сте први на пазарот. Е тоа го имате овде. Различни Навистина? сме и вкусни сме, така да може да пробате, ќе ни кажете. Гледа, Повелете. од сите страни, Сочни се. сочни се, Така, ми тече сос, ова е превкусно, мора да го пробам и вториот. мора. Вола. Проблем ќе ми биде сега да ми дојдете во мојата кујна, оти што ќе треба да готвам за вас? Ќе треба да готвам еден бургер, уште еден друг начин на бургер. Ај. Така. Како ќе направам јас? Вака, друг ја- начин на бургер. Јас ви благодарам на поканата. Јас Добро. нема да дојдам во вашата кујна, во вашата кујна ќе дојде Спасе, затоа што е заслужен тој за сето ова што денес го промовиравме и што го пробавте. Он ќе треба да го изненадувам. Така. Ај. Така. Епа, јас ќе продолжам да го едам овај приубав бургер. Добар апетит. Ви благодарам многу за Молим. како да кажам гостопримството што ми го дадовте денес, Так. за Ви убавите благодарам. бургери што ми ги направивте. Многу сум среќен да ве Так. запознам. Так. Па ќе кажам беше предвидено да се видиме со Спасе. Со Спасе. Ама со Спасе се гледаме во мојата Ладно, кујна. така. Ви благодарам што бевте наши гости. Се надевам Фала ви. дека ви се допадна да ми дојдете повторно. Здраво, добар ден, гледачи. Каде сме? Сме во моето омилено место. Каде? Да, во мојата кујна. Епа тоа е мојата кујна. Омилено место во целата куќа. Денеска имаме една посебна емисија, како сите. Сите се посебни емисии, секогаш имаме посебни гости. Денеска гостинот е Марко Спейс. Така се вика, Спасе, Спейс. Знаете емисијата, фајна емисијата, концептот Space Burger, онде. Ке дојде. Чека, е спремен Space, лета, знаете како комета. Прво да ги представиме нашите партнери. Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Злато Појле, Президент, Сарајева, Royal Fish, Кристал и Прима. Прима за нашата преубава кујна што ни направиле, со Беко опрема, за да уживаме, да готвиме како шефови. Епа така, тоа е тоа. Денеска, што кажав, го објавив, Спасе, Space, нога. Повели Спасе, ке ни дојде. Не беше тука. Здраво. Здраво, Спасе. Отидов да го видам, поканата беше твоја, да дојдам кај тебе во Space Burger да те видам, не беше он таму, он спремаше, човекот е премногу зафатен. Работи како фанега да го не кажам, ама оти еден збор така, како се работи како Конј. ете така, сакав да кажам нешто друго, ама Арно ти он го кажа како треба. Да. Ја видов, ја сретав мајка му. Мајка му беше многу интересна. Господја полна со енергија. Она ме водушеви, навистина, оти се организира работата све, ама ми кажува ти работи многу. Мора малку да полека со мајката, мислам. Така, па уште малце дојкам. Уште малце? Уште малце, да. Добро. Беше уморна господјата, си дава не 100%, не 200%, мислам 300% од снагата и све тоа, ама преубаво си поминавме, преубави беа бергерите, па сега Спасе мора да збори малку. Епа, да објасни кој е Спасе, зашто го направи тој концепт. Концептот го знаеме, го видовме, бургери на бој, колку бои сакате. Секој бој има посебен шмек, посебен вкус, посебна текстура, посебно све. Ќе објасни повеќе. А јас, малку да го изненадам, ќе направам еден бургер од краб, од димен краб. Ми дојде идејата, навистина, кај него има бургери од све, ама од риба немаш. Од риба нема. Епа, зошто да не се направи еден бургер од риба? Имав прилика да го направам еднаш со пастрамка, беше феноменално. Се надевам сега оти со димен краб, ќе видим феноменално. Ќе го направам со краставици подравка, имаме цвекло подравка, ќе му ставиме малку од презла, семки, ќе го премина здрав начин, јајце, малку сирење, блендирано и све,
Ајде, спасе. Јас објаснив што ќе правам. Така, сега да ти, сега ти да збориш, Марко. Така. Да го допуниш, Марко, како да кажам, емисијата да допунеш нас. Така. Океј? Така. Кој е Спасе? Ајде. Спасе. Така. Заедно со партнерот пред 4,5 години сакавме да развиеме концепт на бургери и да биде нешто различно, уникатно. Сакавме да направиме уникатен концепт кој што нема да може да се копира и да проба да се копира, ќе се знае од каде нели излегло. Кој е оригиналиот, вистински оригиналиот. Кој е оригиналот. И го направивме Space Burger концептот, каде што секој бургер има име на одреден објект поврзан со Вселена и ги поврзавме и боите заедно со тоа. Браво. Исто така вкусовите на бургерите пак асоцираат некако и со бојата. Пример Yellow Star бургер. Добро. Жолта да, жолта звезда. беше чедар, Да, така нешто. чедар, да. И го пак памтам, и додатокот што си е внатре во бургерот да асоцира и на бојата. И направивме секој бургер да има custom made сос. Браво. Тука Паметно, малце паметно, навистина. Искомплициравме исто работата, но сакавме да бидеме уникатни, да дадеме добар квалитет. Слушам, ми го мешаш малку англиски така. Англискиот, Да? така? Да, сега скоро бев и во Америка се вратив. Човекот си шета си. Ама не се шета. Не беше за шета. Не шеташе, Да, не. беше за работа и тоа. Добро, и тоа. Така. Па не престарува. Мислам ти коњот. Работи коњот. Така, си тера. Си тера, да. Откако отворивме, нели се вида дека сме уникатни со целиот бренд и концепт и имавме многу интерес од странци кои што беа цело време заинтересирани, прашуваат каде ни е франшизата и ние на сите објаснувавме дека не е франшиза, дека е нешто што ние сами сме го направиле, дека е од тука. И ни дадоа идеја да го франшизираме целиот бренд, бидејќи имаше голем интерес. Браво. Да. Во Македонија има паметни луѓе. Така. Браво. Да. За да нели се биде на ниво направено како што треба да биде направено, се поврзавме со неколку најдобри компании во Америка во тоа што го работат, за да биде све како што треба. Компанијата која што работеше на франшизирањето се вика Accurate Franchising и они се Број еден сигурно во... топ 3 се во цел свет за франшизирање. Вау. 47 години тоа го работат. Професионалци, да, со буквално поддршка у све што ни треба и они го работеат целото тоа околу франшизирањето. Добавувач ќе ни биде на роба Cisco, исто број еден вендор во Америка. Јаки. Јас пак ќе кажувам, кога сакаш да правиш нешто, прави го убаво. Така. Прави го со добри луѓе, со што ја знаат работата и све, и тогаш ќе успееш. Така. Импровизација Не проаѓа. не проаѓа. Не проаѓа. Не, Само не. точно се пред. Секоја чест. Да, и заради тоа и бев во Америка, требаше да се дозатвори целиот проект, да се направи стратегија за лансирање на продажбата, ќе биде некаде крајот на јуни. Требаше да се одобрат сите состојки што се за бургерите што ги користиме. Да, мислам од Ита имат посебно, како да кажам, за ветеринарско и све тоа. Во Америка многу тешко да носиш, мислам од производите нема да ги носиш од Македонија. Не, тоа ќе биде све произведено во Америка, но све ќе биде точно по нашите рецепти и по нашите стандарди направено, како што сработевме со компанијата која што работеше на франшизирањето. Вау. Да, и тоа беше, мислам, една од поголемите обврски кај што требаше да се одобрат, да се пробаат сите состојки, бидејќи све влегува во производство. Да. Нема веќе правење сами во кујна, тоа моментално и тука веќе го средивме. Абе знам, ти и во Македонија почнуваш да се, како да кажам, да се шириш. Така, првата франшиза што ја дадовме во Охрид. Да, сега се отвори во средата, во новиот мол. Чекај, да не кажуваме Рањето. коњ, знаеш кој има повеќе коњи, како се вика? Ранч. Ранч. Не, бе, више на крај, не знам како работиш ти. Така. Ти сам си, колку имаш брат, сестра и колку се те, нема. Сам све правиш. Не, имам и партнер, ми Добро. помага парнерот. Океј, добро, Да, океј. се подржуваме тука сме. Да, али добро, овој што е теренскиот дел, оперативниот дел, повеќе јас сум со тоа. Отворивме, мислам, дадовме прва франшиза во Охрид, во средата се отвори заедно со молот и помина феноменално. Значи, првите 4 дена беа без 500 нарачки, немаше во ни еден ден. 500 бургери. 500 нарачки. Бургери беа Нарачки, да, добро. да. Ау, знаете што е тоа? Ова е машинерија. Машинерија. Да се прави толку бургери, вау. Така. Тоа е браво. Каков успех. А после Така. луѓето кажуваат ти во Македонија нема работа.
Епа, извини, ама се смеам малку. Ко слушам луѓе како тебе, како други луѓе, што успеват во Македонија, што да направат нешто преубаво, нешто, има потенцијал. Како можат луѓето да се жалат, кажи ми. Така. Па има потенцијал. Кој сака, кој да проба да работи, да успее, може да... Па мислам, ти е отворено за сите сега. Така. Треба да бидиш малку по-паметен, поработлив, да се снаоѓаш. Така. Да работиш како кој. Па да не, се смеам за тоа, се шегам. Да, Оти тоа беше, навистина е топ. Многу го сакам тој избор. Оти кога работиш како кој. И тераш, и одиш напред, Така. и само успеваш. Така. Ете, сега ќе ме извиниш, Да. ама ќе мора малку да бучам. Да. Да направам смесата. Оти ако не почнам сега, никош нема да биде... Да биде готово? Да биде готово. Оти од зборење, не се јаде. Така. Сега, оп, треба да се меша, убаво. Кохо ќе направиме. Преубава смеса. Не знам дали виде, се дозволив да ставам све. Све, да. Све во едно. Ова кога ќе се изблендира, ќе се испече и све, сите вкусови ќе бидат внатре. Само краставичката, Краставичка. да, корнишонот не го стави. Се надевам, оти ќе успеам да го измешам ова све и да направам една смеса омогена. Малку тешко, ама ќе успеем. Почнува полека. Да се соединува? Океј, не, мора да се меша, да се врати од доле нагоре, да. Оти целата смеса што е блендирана е доле, а таа што е горе не сака да се симнува. Еј, браво, многу ми се допаѓа текстурата што почнува. Ами мирис. Знаеш, ставив малку цвекло внатре, зошто оти ти со твоите бои на бургери Така. ме изненади. На вистина, знаеш, јас сум многу традиционален. Ја имам, секогаш го кажувам, неколку години, сум возрасен човек, сум навикнат да јадам бургери од Беллеп, да јадам месо бургер црвен да биде малку. Да, и кога има бои, малку ми е чудно. Чудно? Да, ама ги пробав. Така. И навистина беше убаво. Ете тоа. Да. Навистина беше чудо. Оти пак боите те дават друг вкус. Вкусот на лепчето е истиот, Да, како знам. и нормалното лепче, само бојата што е внатре нели ставена, но сепак после некое време, ако е истиот бургер во бело лепче, подсвесно ти фали бојата. Значи, подсвесно ти го бојата веќе ти го прави вкусот, кој вкус да го очекуваш од тој бургер. Чудо. Не, бев многу чуден за товие бои, што не го менјава вкус, нема ништо, ама да, чудо. Подсвесно, Да. Ете тоа е. Ама за младите што сакат, ми кажуваше мајка ти, оти многу работиш за како да кажам, за евенти, за деца. Деца многу обожаваат да имат така мини бургери и се тоа, да. Да, тоа е оригинал, навистина. Така, имаме мини бургери, исто се во боја. Ги немаме во секојдневна продажба, идат само за кетеринг. Ете така, да. За детски родендини, стварно кога ќе се нарачаат и ќе блиски кога сум бил, нели, кај што сум бил присутен. Пресрекни се децата и многу се радуваат и све што е друго нарачано оставаат, се фаќаат само бургерите, да. Епа ова полека се прави, ние ќе продолжиме да го блендираме тоа, се враќаме за кратко. Епа, сега сме при крај. Можеме да продолжиме да ги правиме бургерите од крап. Бургер од крап. Чудо. На вистина, верувај ме, тоа е прв пат што ги правам. Ова е измислено на момент. Ке му ставиме малку презла. Гледај каква убава смеса направив, не? Хап. Да ставиме вака. Сега, дали ќе успееме, не знам, ама за да не ми лепи, гледаш, го ставам во презла. Така. Малку да се, како да кажам,
security, каде да се обезбедам, Да се осигураш. Осигура, повеќе така, да. Браво. Арнот има луѓе што зборат убаво македонски, од јас неколку пати мојот македонски е ограничен, ама се снаоѓам. Ете, воля, имаме бургерче од крап. Уште едно да направиме, имаме две убави лепиња. Така, како видовте, направив со димен крап. Само смесата е преубава. Браво. Многу ми се допаѓа. Вкусно е. Димен крап, блендиран со јајца, со презла, му ставив сирење, кравјо сирење, му ставив како да кажам, од семки, да, му ставив малку цвекло и сол, бибер, еленка. Ке ги пропржиме сега и ќе видиме како ќе стигне. Јас се надевам оти ке Одлично. во меѓу одлично и убаво има разлика. Се надевам само да бидат убави. Сега одлично. Ќе се трудиме да направиме нешто одлично. Да. Продолжи. Ајде. Извини што ти прекинав, да. Така. Докај стигнавме? Мислав беше со бургерите, сос, веган сос, не знам, така ми кажуваше. така, да. Да. Па во целата стандардизација што ја правевме на брендот, нели, за да франшизираме, исто веќе договоривме, направивме, сосовите ни влегуваат у производство, нема повеќе да се прават, нели, во локал. И тоа успеавме да го направиме, сите сосови се вегански. Веган сос. Да, вегански Добро. сосови. Вегански. Што нема јајца, нема ништо внатре, освен све е на база на веган. Веганско, да, со тоа што може поише да јадеме и да не се дебелееме. Guilt free сосови. Ајде, супер, ако е така, јас ќе земам за мене, оти. Да. Ма мислам, оти тоа ни треба на сите. Сите бараме нешто да биде вкусно, убаво, и да не се дебелееме. Сега све што го јадиме, треба да го јадиме во количини умерени. Умерени. Да, ете Така. тоа. Така. Ајде, продолжи. Ја нема да имам сос денеска. Нема да имаш Требаше да ми донеси требаше сос, да може донесам да. од веганскиот. Јас ќе направам обично така да биде во лепче како еден сендвич од све. Да. Така. Немаме време да правиме Премно. Имам малку кетчуп, мислам, или семф. Семф може да одговара со тоа. Имам овде кетчуп. Имам семф горе. Па да, имаме сос, што кажав јас. Така. Вола. Така. Топ. Продолжи. Исто така сега со делов од франшизата, да продолжам. Охрид веќе нели дадовме сотпори, во неколку други градови во Македонија сме исто во преговори. Ќе видиме каде, нема да ги кажувам нели кои градови. Не. Тоа ќе биде изненадување. Да, али има битно интерес. И тоа е тоа отприлика на кратко. Пак ќе кажам, гледачи, ако сакате да успеете во животот, одете напред. Гледам, има луѓе што успеват. Мислам оти, може не е тоа дозволено на сите, ама ако сакаш, Можеш. И да пробаш. И И да да не пробаш. успееш, пак ќе да. пробаш. И да имаш и мајка позади да ти помага. Да не забораваме мајката. Да не ја забораваме. Да. Она многу ми помага реално. Да, видов, на вистина. Да. Оти мислам оти без незе тешко работата. Да, она ние како менаџер у позадина, кога ја и партнерот сме презафатени со други обврски, она се грижи за локалот тука да функционира. Браво, сите мајки се тука за тоа, мислам, мора да бидат малку позади. Синче, па синче, па. Без ради како каве, па е синче малите. Па така е. И ако годините поминуваат и све, така тоа е тоа. Гледај, јас. Гледам. Јас сум при крај овде, оти крапот, он е димен, пола печен од дименото, многу брзо оди, многу брзо се подпекуваат и убаво изгледаат. Навистина, јас сум изненаден од резултатот што го имаме. Гледајте. Вау. Гледај. Да. Мене ми се допаѓа. Не знам како на вас гледачи ви се допаѓа, ама мислам, оти имаме нешто што личи. Браво. Имаме две лепчиња овде. Лепиња, како да го кажеме? Лепчиња. Лепиња е повеќе она класичната нели. Аха, Да. ајде. Пак е бургер лепче. Добро. Да му ставиме малку семф. Мислам оти семф со риба може. Комбинација може да биде малку јако, оти ова е семф со естрагон. Така. Голя, подравка. Браво, многу ми се допаѓа. Имаме малку кетчуп. Мислам оти ова е базата на сите
бургери, класик, Кетчуп да кажем, и- кетчуп и сенф. Сенф, да. Ништо друго. Ебе вола. И мајонез. И мајонез. Да. Мајонез, ке го заборавиме. Така. Да, со Ете. рибата, да. Али сенфот Гледај. Хоп. Вуаля. Ова може да се стави позади. Да се пере. Вуаля. Да правиме малку место. Да камерата малку гледа. ти помогнев. Што правиме? Еј. Мислам ти бургер без Кисели краставички? не одија, не иде, не иде. Оќ. Хоп. И вуаля. Тоа е тајната. Малку да се чукне на главата и се отвара. Се отвора. Многу сакам вакам тенки парчиња од краставичка, на корнишони. Оп, 2, 3. Исто тука, 1, 2, 3. Океј. Малку сирење. Го имаме со крапот внатре, ама да го правиме на македонски начин. Ова можеме да кажеме, ти направив, не? Еден македонски бургер. Навистина, не знам во која држава ќе ни прават. Ваков Бургер од крап? Нема, да, нема да прави. Никој, мислам, до сега има направено тоа. Епа, гледачи, ми дојде малку сос. Ние завршивме со бургерите, се спремам со поклоните и се враќаме да дегустираме. Па како кажав, за кратко се вративме. Ги направивме бургерите, му фали уште нешто така, мислам, зелено, имам рукола, имам нешто ќе му стам после, ама, меѓу време ги направивме поклоните и ќе почнеме, ќе продолжиме со поклоните. Се знае, секој гостин што доаѓа во авантурите на Марк, се оди полно раце. Тоа сакав и така е. Ајде. Првите, Унибанка, се знае, Унибанка е банка, се дава пари, се земува пари, се поземува пари и за фирми како тебе, па може и таму да се прави еден За развој. кредит. Ала. Вала, повели. Имаме тука, нашите донес. пријатели од президент млечни производи. Не знам дали ги употребуваш во бургерите, може да се прави еден македонски бургер со овчо Може да сирење, се со проба. такви ствари. Салакис, алпско, сите производи од президент. Пробај ги, ќе видиш. Може ќе ти дават инспирација за нови за рецепти. нешто ново. Ете така. Кристал, исто македонски производ. Зејтин, кристал, јаболков оцет, кристал, еленка, кристал, тан, кристал, пуно ствари. Македонски производ, сегаш го кажам. Употребете го. Се знае, Македонија има преубави намирници. Да, повели. Одиме, продолжуваме. Златополје, одиме малку погоре, Подравка, Хрватска, Словенија, Златополје, многу убави тестенини. Имаме од нив што се посни, имаме со јајца. Има за сите вкусови. Не ги готвиме секој ден, ма можете вие без проблем да ги готвите секој ден. Го имате во сите маркети, Златополје, мислам ти е добар избор. Пала. Повели. Ке пробаш? Ќе пробам. Да. Исто. Royal Fish, хоп, малку замрзнато, вуаля. Royal Fish имаме преубави производи. Пак македонски производ, краб, го употребивме денес димен краб. Мислам ти се единствени на пазарот да имат димен краб. Топла димена пастрамка, ладна димена пастрамка, обескостена пастрамка. Мислам ти мајка ти ќе биде презадоволна, ти ми кажа, за жал он не јади риба, ама ќе мора да проба. Ама Од бургерот ќе мора. од бургерот ќе мора да пробаш. Повели. Фала. Ајде, мајка, ќе бидиш задоволна. Да не го заборавиме. Карес, 1000 денари, ваучер, Карес се знае во сите молови од Скопје, ќе го најдете и во Битола, дуќанот. Имаш 1000 денари на располагање. Имат преубави ножеви, тањири, тенџериња, све. И паѓат поклоните, толку што има овде ми паѓат на нозе. 1000 денари ваучер од Карес. И Сарајева, Стекаус, знаете, секоја недела они исто подаруваат 1000 денари. Еден ваучер што можете да го употребите, освен треба да резервирате кај нив. Ако сте победници да резервирате, можете слободно да резервирате кај нив и да јадете. Ке ви кошта. Ако
сте одберени од мене како победник од наградата, треба прво и основно да лајкирате пејдж Инстаграм Авантурите на Марк, да го оставате вашето име, да лајкирате исто пејджот од Сарајева и јас на крај од неделата одберам еден победник и тој победник ќе има прилика да оди да јади за 1000 денари и плюс, ако сака, од преубаво месо од кај Сарајева Стекаус. А ние, што ќе правиме? Да пробаме. Да пробаме? Ќе пробаш? Хајде, ќе видиме, чекај, хеј. Ќе пробаш да пробам? Да пробаш. Добро. Јас ќе му стам малку рукола. Ми фалеше малку зеленило. Гледам во, како да кажам, во бургерот. Мислам оти руколата ќе биде најдобар избор. Зошто руколата ја сакам од тие малку така пикантна, дава посебен шмек на бургерот и го прави тоа да биде малку посебен. Ете така. Вуала. Океј, ќе земам еден бургер, другиот ќе оставам така. Ќе го сечам на 4 пачиња, да видиме прво внатре на што личи. Еј. Мислам, оти преубаво личи. Може вака да се види, може тука да се види, а ние, знаеш што? Повели? Ова. Со сите наши партнери, со Space Burger. Гледате, оти има можност во Македонија да бидете успешен. Има такви луѓе што мора да ги поддржиме и на вистина да бидат, како да кажам, како е, поддржани од нас. И за тоа што правиме? Работиме. Како? Посветено. Да, ете така. А ние на здравје. На здравје. Тука сме сите за вас.